Родителите создаваат дете, а учителот прави човек од него. Изрека која во денешно време е доведена во прашање. Наставникот губи авторитет. Во минатото, родители беа загрижени ако наставник ги повика во училиште на разговор за своето дете, а денес наставникот е загрижен ако родител дојде да разговара зошто неговото дете има добиено 4, а тој како родител смета дека тој заслужува 5. Учениците денес имаат многу поголеми права, имаат многу поголеми можности, но сепак нема интерес за образовните предмети, нема емпатија, нема социализација, имаме агресија, имаме врсничко насилство. Училиштата во денешно време се соочуваат со големи предизвици. Деца, родители, наставници, дигитална ера. Нека биде ова кратка најава за денешната тема на која ќе дискутираме со моите гостинки. Стојне Митева, училишен психолог. Стојне, добре дојде. Благодарам на поканата, благодарам. Тена Зафирова, професор по оделенска наставна. Тена, добре дојде во нашата специјална емисија на Биди свој. Благодарам на поканата. И Елизавета Дончевска Лушин, педагог. Така. Елизавета, добре дојде. Ви благодарам, добро ве најдовме и ви благодарам на поканата и за можноста да ги искажеме нашите ставови за овие наши важни прашања што сите не тиштат. Благодарам. Јас се надевам дека ќе отвориме убава дискусија, ќе отвориме еден искрен разговор, добронамерен разговор за тоа што ни недостасува, бидејќи како што кажав и во најавата, современиот образовен систем се соочува со големи предизвици. И сега на самиот старт, Тена, вие како наставник секојдневно се соочувате со ученици, нели? Што е она што најмногу се има променето кај учениците? Некогаш и сега. Многу често знаеме да кажеме, денешните деца или ученици не се исти како порано. Што се има променето? Па мислам дека денешното време во кое што живееме, нели, тоа технолошката ера во која што живееме, да, многу се одрази и на самите ученици. Ако направиме паралела како беше, например, и пред 10, пред 15 години, што не е некој голем период, меѓутоа се чувствува промена кај сегашните ученици во ова време во кое што учат и учениците од претходно, во смисол што тие нели се нонстоп на телефони. Нонстоп на телефони, да, нонстоп на компјутери, информациите им се нонстоп достапни. Кога доаѓаат во прво оделение, сега, како целосно, нели, кажувам, доаѓаат на некој начин со подготвени информации. Можат преку интернет веќе ги имаат достапно сите информации. Така да не се како предходните генерации на ученици кои само чекаа од нас информации. Информации имат и тие. Да не зборувам веќе за погорните оделенија, веќе јас сум 4-то оделение завршувам, значи имаме зрели деца кои што чекуваат наставата да биде многу подинамична од нас. Сега, Елизавета, дали образовниот систем успева да ги следи овие нови генерации? Како што спомена нели Тена, со сите тие информации кои веќе ги имаат и не се само пасивни слушачи, нели, и веќе се активни учесници во наставата тие. Така. Дали образовниот систем има капацитет да ги следи, едноставно кажано, учениците или децата? Кога зборуваме за систем, ние секој пат зборуваме за било каков систем, нели, општествен систем, образовен систем, системот го создаваме ние. Јас мислам дека треба да го насочиме прашањето дали наставниците се подготвени и дали тие можат да го следат сите овие промени, да бидат во склад со нив, да ги фатат промените и да бидат во склад со нив, да можат да одговорат на барањата на новото време. Тоа прашање е многу, не може да се одговори со да и не. Едноставно оваа прашање бара
повеќе време, повеќе одговори. Тука се работи за различни наставници, различни индивидуи и различно прифаќање на промените. Оние наставници што ги прифаќаат промените, што веднаш, како да кажам, се престројуваат од онаа нивното време што велиме и во сегашното време тие можат слободно да одговарат на, условно кажано, новото време. Оние наставници кои градат зидови, кои едноставно даваат отпор на промените, не можат да се носат со тоа време. Прашањето е колку човечките ресурси можат да одговорат на новото време. Фала Богу, имаме наставници што го фаќаат чекорот со новото време и мислам дека можат да одговорат на се оно што се бара од нив. Да, ќе се вратам на ова прашање, ќе го дискутираме повторно, но кога сме кај наставници, се добива впечаток и во најавата кажав, Стојне, дека авторитетот на наставникот денес е значително намален. Дали е тоа реалност? Ме погодисте на прашање за кое што многу често во последно време се бунтувам и во самата најава на почетокот спомена дека никога не сакаме да навредиме, дека ова навистина се сложихме со другите гостинки, дека е навистина чувствителна тема затоа што станува збор за нашите најмали, за децата, и за еден процес низ кој што сите ние сме директни или индиректни учесници во образовниот систем. Што како родители, што како наставници, буквално од сите страни, сите заедно учествуваме во тој образовен систем. Кога станува збор за авторитетот, некако не можеме да не споменам дека она кој што го спомнуваше и наставничката Тена, дека ова се нови генерации, ова се ново време, нови деца, а наставниците очекуваат, ова е моје видување и ова е мој став, она кое што јас како психолог го согледувам низ работата, е дека наставниците можеби очекуваат авторитативното поставување кон децата да биде еднакво со авторитетното. За жал, овие деца, ова ново време кое што ни ги донесе и новите генерации, навистина ја прават разликата и авторитетот некако сите очекуваат дека да се преслика од минатото. Да бидат истите наставници, наставниците, така, наставниците очекуваат дека истиот авторитет ќе го уживаат кај децата и сега како и во минатото. За разлика тоа не е така. И тука повторно ќе се надоврзам на претходните соговорнички, затоа што ви имате нови деца, децата веќе доаѓаат со знаења, децата веќе се подготвени и веќе имаат некаков пристап кон вас. Вие сте тие кои што, наставниците се тие кои што, вие не мора да чукнете на катедрата или да тропнете или да викате по децата, за да создадете авторитет кај децата. Так. Со самото појавување понекогаш на личноста на наставникот или било кој вработен во училиштето. Так. Ако вие си го заслужите авторитетот кај децата, затоа што да не ги потценуваме децата, да не им ги потценуваме емоциите, тоа се живи суштества. Не сакам да им ги потценуваме чувствата на децата, затоа што и тие чувствуваат вие што носите каква енергија им возвраќате на децата. И нема да очекувате вие дека ќе бидете авторитетен ако вие сте дрзок спрема децата. Вака да се разбереме уште на самиот почеток. Ниту ќе ги бранам децата, ниту пак ќе ги бранам наставниците. Но понекогаш чувствувам дека децата ни се немокини, а ние уживаме моките на возрастните, на тие кои што мора да бидеме почитувани, мора да си го задржиме епитетот на авторитетни. Не може. Не може. Мора да наоѓаме начин заеднички да се бориме да останат наставниците на пиедесталот, така, да го уживаат авторитетот, но да не забораваме дека и децата имаат авторитет. И треба и секое дете заедна да биде почитува. врската. Така. И тоа не ги прави лигави да не бидат децата.
тоа прави дека ние ќе создадеме едни генерации кои што ќе знаат вистински да го почитуваат авторитетот. Утре да почитуваат авторитет и собственик, газда, директор и така да го знаат рол моделот што значи авторитет. Така. Пак ќе се вратам кај наставник Тена. Кажете ми, кој е вашето искуство, нели? Еве, кажуваме дека не треба целосно вината да се префрли само на учениците, дека тие не почитуваат, тие се непослушни. Од друга страна пак знаеме да кажеме дека денешните деца се многу паметни, нели? Да, апсолутно. Како е во вашето оделение? Можам Како да се пофалам функционира дека имам, еден да, час, можам да. да се пофалам дека имам стварно прекрасно оделение. Имаме многу убава интерактивна соработка со учениците. Од прво оделение до сега се што е планирано, се што се е реализирано. Авторитетот, во однос на авторитетот, мислам дека сама сум го создала, нели, кон нив. И навистина имаме и опуштени ситуации, нели во овие 4 години не е нон-стоп програма, наставна програма, знам да кажам доста, ајде ќе разговараме за некои теми што ни се блиски, што ни се секојдневни, што не интересираат сите нас. И тука се ствара најголемата близина меѓу мене и нив. Така да, тоа е тоа, мислам. Битна е комуникацијата. Комуникацијата, апсолутно, да. И искрена и отворена комуникација. Апсолутно, Јас би кажала. Елизабета, каде е односот овде родител-наставник и дете? Многу ме интересира. Многу често знаат да кажат родителот се однесува премногу заштитнички кон самото дете, што им наштетува во одредени ситуации. Односот родител, деца, наставник. Триаголник. Да, нашиот познат триаголник кој треба да биде во рамнотежа, нели? Секој пат треба да биде во рамнотежа. Неколку кога наидуваме на проблеми во училиштето, кога наидуваме во проблеми, да речеме во учењето, во однесувањето на учениците, овие проблеми сакаме да ги решиме заедно со родителите, нели, бараме заедничко решение, ама треба да се малку свртиме и на коренот. Причината за дојдено до еден вид на несакано поведение во училиштите. Ако се разликуваат денешните деца од децата пред 20, 30 па и 50 години, децата се секогаш исти. Нивниот развој од физиолошки аспект, од психолошки аспект е исто. Не е важно дали сме биле деца пред 50 години или денес. Фазите на развојот ги поминува секој човек, за да станеме човек возрасен, мораме сите да ги поминеме тие фази на развој. Не е важно во кое време живееме. Меѓутоа е важно како другите се однесуваат околу нас, како ние учиме од нив. Всушност, децата не се раѓаат со одредено однесување. Туку еве, Стојна како психолог тоа го знае. Децата се учат, прифаќаат модел на однесување. Сега, првиот модел на однесување, мораме да нагласиме дека е во семејството. Психологијата тврди дека основното емоционално однесување и социјално однесување се формира до 5-6 години кај секое дете. До тие 5-6 години детето има интеракција со потесното семејство и поширокото семејство. И затоа родителите, беше за родителите прашањето, родителите секој пат треба да се свесни дека тие што разговараат пред детето, на начинот на кој го разговараат, тоа детето го манифестира. Има една позната изрека на педагогот, мислам дека беше на Јан Амос Коменски, 90% сум сигурна, вели, ние не го воспитуваме детето додека разговараме со него и го советуваме. Најмалку го воспитуваме во тој момент. Ние го воспитуваме во моментите кога мислиме дека нашето дете не гледа. Како јас разговарам со мојата колешка, со мојата соседка, како разговарам на телефон. Ако не можеме ние, родителите, како што велат, ама никој не го учи детето да се однесува убаво. Или, ама не, моето тоа е дете факт. не е такво. Не, тоа е факт.
никој не му вели на детето биди насилник, не го почитувај наставникот. Меѓутоа, од друга страна, родителот му вели, еден едноставен пример, ти мораш да ги поздравуваш соседите. Да им кажеш добар ден, добро утро. Да. Што се случува? А соседот поминува, родителот поминува, не го поздравува. Значи, целиот муабет пред тоа паѓа во вода и детето го пресликува однесувањето на родителот. Заштитничкото однесување, родителите, сите што сме родители, сакаме да го заштитиме нашето дете, сакаме да му го олесниме животниот пат и да му ги решаваме проблемите. Така. Ете, да не се мачи дете. Да, но колку сме свесни како родители. И за сега тоа ние може што да- правиме? да. Од првата скала, Мгм. сакаме ние да јас како родител, да се качам на втората скала, да го качам детето и детето да стигне до последната скала со мој труд. Не правиме добро со детето. Ние му штетиме на детето. Јас тоа го велам на родителите во мојата работа, ние треба да сме свесни дека ние нема да сме секогаш тука, за жал. Ние заминуваме порано или подоцна. Ние треба да го способиме детето. Ако нас не нема, тоа да не биде изгубено во животот. Едноставно да умее да си ги реши проблемите, да умее секој проблем да го најде решението, да биде добар родител, да се грижи за семејството и на крајот да биде корисен за целото општество во кое што живее. Значи, кога тие му помагаат, не му помагаат, му ги завршуваат работите, помош е едно, му одмагаат. Значи, на крајот не формираат личност која е собствена, самата да си ја трасира иднината и да си го подобрува квалитетот на собствениот живот. Так, Стојне како психолог, претпоставувам дека во училиштето нели има постојано проблеми, агресија на деца, не дај Боже, нели врсничко насилство, но тоа секако се случува. На одреден проблем. Си има случајно родител да одбие да го прифати тој чин дека неговото дете насилно има направено проблем. Вака, сега ме вративте, додека го постававте прашањето, ме вративте во годините кога студирав. Еден професор велеше дека во заборав ќе отиде воспитувањето, Макаренковото воспитување, односно воспитувањето на еден од педагозите кој што мислам дека 20-тите години носи негов начин на воспитување на децата, се сметало социјалистички и така натаму, каде што дисциплината, редот, почитта и авторитетот биле основните аргументи за воспитувањето на децата. Дисциплина во секаков можен домен, и дома, и на училиште, и надвор, и на улица, и така натаму. Професорот ни викаше да знаете дека ќе дојде момент кога овој начин на воспитување на децата ќе помине во заборав. За нас тогаш не беше поимливо, затоа што ова го зборам пред 25 години, кога сметавме многу колку години. кога сметавме дека не може Да да имаме се случи различни таков аспекти на временските линии. Да. Можеме да имаме во моје време, во време на Стојне и тука некаде, нели? Така, да. И секогаш ни велеше да знаете дека ќе дојде момент кога Макаренковото воспитување ќе замене во заборав и ќе дојде либералното однесување. Сега сме во ова време, Стојне. Така, во либералното. И некако тогаш и професорот кажуваше, ние како менталитети не сме спремни да го прифатиме либералниот начин на воспитување на децата. Ние го немаме во нашиот менталитет. И ние не можеме да очекуваме дека родител кој што вие ќе му соопштите дека насилно се однесува во училиште и дека вие ќе му искористите нему, пренесувајќи му апараката дека не е во ред. Затоа што во Макаренковото воспитување тогаш беше борба за опстанок, да не се лажеме. Борбата за опстанок што значеше? Дека секој сам си го заслужува местото во општеството, така? И во нашите времења постоеше некој што беше испремен дека е дебел, дека е висок, дека има крив нос, дека има дебел, дека не знам, криви му се нозите, но секогаш децата се бореа за својот статус во одделението, во општеството и така натаму. И него ставаа на пиедестал
да го дефинираат како насилство. И сега вие на еден родител како мене, кој што бил воспитуван по тоа Макаренково воспитување, вие ќе му кажете него дека треба да потполни формулар за насилно однесување на детето, дека ќе биде ставен под мерки на наблюдување од страна на педагози, психолози, дека ќе бидат известени службите и вие веќе му правите него тотална блокажа. Не може родител да ви го прифати вам тоа. Не може, затоа што тој самиот очекува дека тука некако ќе се заташка работата, нели? И дека ние сите ќе бидеме, окей, добро го удрил, му е скршил, му е скинал и така натаму, еден куп драми, и тука да се заташка целата работа. Не, затоа што па системот, бети веќе и во функција и на директор може само да се надоврзиме една на друга, дека системот бара веќе друго однесување. Сега, и тој од и јас, стручните служби. Да, што се јавува тој и јас помеѓу системот, нели? И... Не постои мере јас. Постои само почитување на правилата и на редот. Толку. Или го почитувате правилото, или не го почитувате. И нам ни е тешко да пријавиме во Центар за социјална работа, затоа што веќе Бети знае дека после случувањата во Белград и немилиот настан кој што се случи со убиството, Министерството за образование и наука донесе формулари, протоколи како да се постапува со секој насилник и со секое насилно однесување. Постои насилник и постои жртва. Убаво се дефинирани. Секаков вид на насилство. И ние тука не можеме да си играме нешто на педагози и на психолози, па да викаме чекај ќе заташкаме ова. Не. Ако ако сакате можете. Родителот кога не прифаќа. Еве ајде пак ќе се вратиме нели кај Елизавета. Што во тај случај? Ќе се недоврзем на Стојне. Либералното воспитување, не сме подготвени за моментот. Морам да почнем од тоа. Некако сите во тоа либерално воспитување и колку е нашето општество да го практикува на вистинско начин, колку е подготвено да го практикува на вистински начин. Сите ги знаат правата. Сите си ги знаат правата. Никој не зборува за должностите. Нели, јас имам право на ова, јас имам право, што е апсолутно точно. Имате право. Меѓутоа, ајде да зборуваме за должностите. Проблемот е во училиштата, верувам и во сите други институции, ајде сега да видиме кои ни се должностите. Да, како родители. Како во училиштето, како родители, должностите. Родителите точно е, не можат да прифатат, наоѓаат начини да го оправдат однесувањето на нивното дете. Најпрво тргнуваат од тоа, па знаете, тие се деца, ама тие деца се мали луѓе. Тие деца утре ќе станат возрасни луѓе. Сега, немат санкции, мислам на малолетници, судови, па и дури и за затвори, ако веќе зборуваме. Значи, се уште тие деца не се подложни на ваквиот вид на санкции. Што правиме, ако сега ние тоа не го искоригираме заедно? Родител, училиште, институции, што правиме понатаму? Кога ќе се вмешат другите институции? Значи, на родителот треба да му се објасни, ако ние тоа речем, па дете е, како се однесувало, ако ние го ставиме тоа под тепих. Во училиштето се правиме како ништо да не се случило, па ќе кажем, голем скандал. Да, значи родителот мора родителот мора да биде свесен за последиците не сега, во моментот, во иднината. Некако родителите знаете како. Ако зборувате за последиците на неговото дете, посериозно е сваќаат работата. Ако зборувате како се чувства во овој случај жртвата, нели, насилник и жртва, па дали вие размислувате како му е на другото дете, па како се чувства, па какви трауми се тоа, па како тоа влијае во неговата иднина, нели, во неговата иднина, некако не се сваќа сериозно проблемот. Кога ќе почнеме да разговараме како тоа влијае на неговото дете, тука веќе фидбекот е од родителите друг. Или точно, и точно од почетокот мери, што рековте, емпатијата. Тука не идуваме ние на проблем, емпатијата. Додека се случува на другото дете, па добро, моето дете е дете, другото дете не е дете. Веќе кога последиците, ако почне да ги трпи неговото дете, тука веќе
односот станува друг и веќе сериозно се работи на проблемот. Да. Имам прашање кога ќе се вратам на Стојне како психолог, но еве Тено, вие како наставник. Може ли наставникот во текот на додека трае училиштето да почувствува или да направи разлика кај кое дете може да се јави знаци на насилство и да реагира? Дали вие како наставник сте првите кои треба да реагирате за тоа и сте први кои го препознавате, па дури и пред родителот и пред самиот родител? Какво е вашето искуство? Може да кажам да, во однос на тоа прашање. Меѓутоа, не би рекла пред родителот. Родителот сигурно знае за тоа. Меѓутоа, но има родители кои не се го признаваат тоа на себе. Да, многу лесно, барем јас сум ги имала тие ситуации, многу лесно може да се детектира таков случај. И како што оди по тоа процесот, се пријавува во службата кај педагог, кај психолог, почнува работа со тоа дете. Меѓутоа, се зависи понатаму од свеста и од соработката на родителот со мене како наставник и со стручната служба од друга страна. Има мал процент на родители кои што се согласуваат децата да продолжат да одат кај педагогот, кај психологот, во стручната служба. Меѓутоа, повеќето, за жал, дават отпор на тоа и не се согласни да продолжат понатаму. Да, морам да го споменам фактот овде и дел од родителите ги преместуваат децата во друго училиште. Да. Дали е тоа решение за така? Никако. Проблемот продолжува да тече. На друго место. Само оди на друго место. Тоа е навистина поразително. Ако не оди во тоа училиште, ајде ќе го префрлиме во друго училиште, се некако замижуваат или не сакаат да погледнат на проблемот во лице. Како психолог. Да. Ние се соочуваме со еден, Бетика се сложи тука со една фамозна реченица: моето дете не е лудо. Ние не лекуваме луѓе кои што имаат психички проблеми. И за жал, иако, пак ќе го споменам либералното време, времето на новите нешта, на новото време кое што сите го живееме, и како родители, и како наставници, и воопшто како чинители во општеството, луѓето се уште не знаат што значи стручната служба и кое е местото на стручната служба во училиштето. А кога ќе се спомене психолог, вробите има таков еден отпор кај родителите. Од една страна сме либерални, ги знаеме новите нешта, ги знаеме новите правила, новите редови. Да, ги знаеме, Стојне, на Facebook и на социјалните мрежи. Таму ние родителите сме очигледно. Кога ќе се соочи некаков проблем наставник или било кој од вработените, најчесто се наставниците, тие се на прв борбен ред тука со децата. И кога ќе воочат некаков проблем и проблемот ги исплива на површина, затоа што вие работите со деца. Децата колку и да се вешти и во комуникација, и во говори и така натаму, со едно, две, три прашања вие ќе откриете што станува збор. И кога ќе пристигнат во стручна служба, затоа што пак во очувањето на проблемот секогаш е со некаква друга манифестација. Или ќе плаче, или ќе е потиштено, нема да доаѓа редовно на настава, или ќе биде агресивно, или пак ќе пројавува некакви, негативни однесувања за време на настава, за време на одмори, кои што буквално сите го гледаат. И кога ќе повикате родител за да пренесете пораката што се случува со неговото дете, тука веќе вие наидувате на гард. Да не спомнуваме, сигурно има милион примери низ работењето со кои што сме соочили, кои што прво како возрастни луѓе, не како професионалци сме се запрепастувале дали навистина такво нешто се случува кај деца, особено кај помалите деца, но меѓутоа се држите до моментот на професионалноста, без да покажувате, вчудено видување и така натаму, едноставно само ја пренесувате пораката. Во моментот кога вие како стручен соработник ќе побарате од родителот да соработува со вас, за понатаму ние како стручна служба да го викаме детето, да го пронајдеме проблемот,
коренот од каде е, да помогнеме, па некогаш ако треба да вклучиме и други институции, тогаш е тотален мрак. Кои сте вие? Доаѓаат со личен напад. Кои сте вие? Вие моето дете ќе го деградирате, ќе го правите лудо и така натаму. Така да верувајте дека и ние како служба се соочуваме понекогаш со гард. Другата страна очекува дека ние ќе го решиме проблемот. Не се решаваат проблемите. Ние сме изгубени, тотално сме изгубени во новото време. Ние очекуваме децата, знаете онаа фамозна реченица сега, лигави ни се децата. Да, па Децата ни се буквално фиданки. Ние ги сме тие кои што ние ги правиме да бидат такви, затоа што ние сме изгубени во новото време. Зашто ние лутаме. Да. Немаш ти до вчера сме биле да, под режим на некакво воспитување, однесување, почитување на некакви авторитети, авторитарно однесување од страна, па ако сакате и родители, и наставници, и сите општествени чинители, и одеднаш викаат, ајде, кој што сака нека прави. Имало и порано насилство, имало и порано проблеми, нели, како што спомна Стојне. Дали сега е зголемен бројот на вакви насилства или проблеми во училиштето, или премногу се зборува јавно за тоа? Елизавета? Јас сум за вториот дел од Премногу вашето се прашање. зборува? Премногу се зборува. Сите сме били ученици. Секој во своето време, пак ќе кажем, во наше време. Во наше време. И сите ние велиме во наше време. Наставник што има 30 години, вели во мое време не беше така во училиште. И наставник што има 60 години, исто вели во мое време не беше така. И нас не вика така. Во Во така. наше време Кое не е беше. тоа време? Референтна вредност да добиеме, со кое што ќе се споредуваме. Изгледа ние си го споредуваме времето секој за себе, кога сме ние биле ученици, перспективата е различна на училиштето, кога сте, условно кажено, зад катедрата или пред катедрата. Тука е тоа. Сега вие да ги прашате денешните ученици и они ќе кажат дека учат, и они ќе кажат дека им е тешко, дека многу се бара од нив. А ние од другата страна на катедрата велиме, па и дека не бараме многу, дека тоа е многу лесно. Значи тоа е релативен поим. Во наше време, во сегашно време. Зборувавме за насилството. Јас ќе зборувам дека јас кога бев ученик, верувам сите ние си ги помниме насилниците од нашите генерации. Јас до ден денес можам да одвојам двајца, или? Да. Што уште го памнам нивното, паметам како тие се однесуваа со другите ученици. Тогаш ние ги викавме тепачи, Така. сега ги вика, нели, врсничко насилство, насилници. Секоја генерација, секоја паралелка си има по еден таков ученик. Може би не секоја паралелка, ама ги има. Тогаш ги немаше медиумите. Ние не можевме да разбереме што се случувало во другото училиште денес. Ние се останувавме со информациите што се случи во мојата паралелка и на мојот спрат. На мојот спрат во училиштето. Сега ние добиваме информации од секој училиште, од секоја паралелка, од секој град. И наеднаш ни станува многу. Јас мислам дека насилството си постоеше, си постои. Сега тоа ќе кажем, ќе постои затоа што има многу време Жал, да. за да кажеме нема да постои насилството. Насилството мора едноставно ние не треба толку да зборува мој личен став. Да зборуваме за него. Ние што правиме со тоа? Не да не се разбереме погрешно. Не дека ние треба да го скриеме тоа, да го игнорираме, туку институционално да го решаваме. Си имаме протоколи, еве, Стојне рече, си имаме протоколи по кои одиме. Значи, да едноставно да не е толку бомбастично. Насекаде да се пишува за насилството. Да, еве сега има нели ново инфлуенсери на социјални мрежи. И лесно, и ајде сега јас сакам, знаете, тие учениците сакат да бидат препознаени. Препознаени во смисла јас сум тука, јас постојам, видиме, нели? И не само парат внимание. Не само децата, и возрастните го сакат тоа, да бидеме препознаени, да биде препознаена нашата работа. Сега на кој начин ние ќе дојдеме до тоа? Е важно. Дали преку работа, само да кажем, дали преку нашата работа, учество на надпревари, прво место, или тој полесниот начин. Јас сега денес ќе направам нешто во училиштето,
На социјалните мрежи тоа ќе излезе, посебно со видеата што ги прават со наставниците Стојне, што ги прават. Тие добиваат инстант популарност помеѓу нивните генерации и во пошироката околина. Ако тоа ние не го зборуваме, ако го насочиме вниманието денес да зборуваме за нашите прекрасни ученици што ги имаме, ако ги викнеме, ги повикаме во студио на сите медиуми, како дошле до таа награда, како се чувствуваат кога ќе ја добијат таа награда. Ако ние им го дадеме вниманието што тие ученици го заслужуваат, сите ќе имаме впечаток дека тие се повеќе од насилниците. Сега зборуваме за насилници и тие изгледуваат дека се повеќе од оние ученици што навистина можеме да ги пофалиме. Во денешно време на пиедестал се става. Треба тоа само институционално да се реши. Тој не имаше нешто да додаде? Да, јас сакам само да се надоврзам на Бети, апсолутно се согласувам, но не сакам да ти противоречам во имаме делот, свој став си имаме сите така. Ако како што велиме во нашето време постојаат тепачи и ги имаш 2 или 3, верувајте дека сега се многу. Сега се многу. Зборувам на генерално ниво. Не зборувам само во моето училиште, во вашето училиште. На генерално премногу слобода има децата, премногу злоупотреба има, премногу, верувајте, има премногу сајбер насилство. Значи, премногу. Не ги снимаат и сликаат само наставниците, само предпоставените во училиштето. Сликаат и снимаат буквално се, злоупотребуваат, се прават монтажни слики. И така на тој начин ние создаваме двојно поголеми жртви. Ако едно време беа тепачите и ги тепаа само, не знам, да му земат кифлата или да му земат останува тука во една мала тесна средина. Сега е страшно многу. Сега сме сведоци и на тепачки помеѓу девојчиња. Сега сме сведоци на сајбер насилство, на разни експлицитни видеа, помеѓу девојчињата. Едитирани, невистински. Станува од навистина големи размери. Да, можеби ќе се согласам, иако сметам дека колку погласно се зборува, толку побрзо се доаѓа до решение и треба да се зборува. И верувајте дека средбите со родителите, јавните средби со родителите, едукацијата, тоа е една избледена фраза, што ние ќе се едуцираме, што ние не верувајте, ни треба на сите едукација, нели? Оти вие како наставници, еве јас како психолог не престанав да читам, нели? Не престанав да се едуцирам. Така? Ние сите се едуцираме. На родителите им треба страшно многу едукација. Тие родители се буквално правам мовет за родителите кои што имаат помали деца. Се фрлени во новото време. Децата им бараат, наставниците им бараат, времето им бара, нивните работи им бара и станува буквален хаос. Ние не можеме да викаме дека не треба едукација. Им треба едукација. Затоа што и они некако тешко им оди прешалтувањето од едно време во друго време. Им треба едукација на родителите. Тука и јас се согласувам и во тоа го гледаме решението, делумно решението. Затоа што не значи дека ако сме возрастни и со самото тоа што сме возрастни, ние умееме да воспитуваме. Тоа апсолутно е неточно. Неточно, затоа што родителите. Јас сум возрастен, не може мене некој да ми каже како да го воспитувам своето дете. Ние нудиме помош, не кажуваме. Ние нудиме помош. Затоа што погрешно сме сватени. Родителите кога разговараат дома на било која тема, не внимаваат колку нивните деца ги слушаат. Не внимаваат кои зборови тие ги користат. Не внимаваат. После децата само, нели моделот на однесување, они само ги повторуваат нивните зборови. Ако вие дома зборувате, многу е важно кои зборови ги употребуваме пред децата. Имаме зборови што јас би ги ставила во делот на агресивни зборови. Значи, вербалната комуникација меѓу дома, семејството, децата се тука, децата слушаат се. И децата тоа после го манифестираат. Родителите треба, тука апсолутно Стојне се согласува, треба прво да ги воспитуваме родителите. Знаете како, јас
кога би имала мок, што би направила. Секој Тоа тој, беше за крај прашање, кога имате мок, што би направили? знаете што би направила? Имам 30 годишно искуство како педагог. Значи, секакви родители сме разговарале, сме комуницирале со родители, со оние што се работуваат, што не се работуваат, па и што не сакат воопшто и да дојдат. Во тие 30 години можам да кажам, кога имаме, например, наставникот ќе ми каже, те молам повикај го родителот на овој ученик. Тоа ми беше прашањето, да. Сега. И тие родителски средби, колку... Кога јас ќе го повикам родителот, го познавам детето, родителот не го познава. Така. Јас веќе знам каков родител ќе дојде. И верувајте, не грешиме во тоа. Детето е огледало на родителот. Значи, веќе сум, знаејќи, познавајќи го детето, јас сум веќе подготвена на родителот, што не го познавам, ама знам како ќе дојде и како ќе постапи. И не сме погрешили во тоа. Не сме погрешили. Има и родители кои што се желни да им помогнеш. Ги има. Да, го нема тој капацитетот сам да се справи со ситуацијата. Затоа, тоа реков, да има моќ. Но има, да. Секој што се подготвува да биде родител, сака да биде родител, треба да оди на предавање, трибини, советување. Како за 9 месеци ја веќе стане родител, како понатаму однесувањето со неговото дете. Кои се вредностите што треба да ги развива? А од друга страна, јас ќе кажам дека има и родители кои не се појавуваат ниту на родителски средби. Наставнички? Да, точно е тоа. А родителските средби се многу битно нешто во текот на образованието. Меѓутоа се сведени на една формалност, па да кажам и од наша страна и од страна на родителите. Сега со воведувањето на електронскиот дневник и нели оценките, било описни, било бројчани, ги внесуваме во електронскиот дневник, родителите не чувствуваат потреба да дојдат во училиштето и да бидат присутни нели на таа родителска средба, заради тоа што оценките ќе ги видиме по електронски пат и се е завршено. Меѓутоа, пак јас лично за мене ќе кажам, на моите родителски средби секогаш се присутни, можам да кажам, во голем број родители, можеби не 25, ама 22-3 секогаш имам присутни на родителските. Родителските средби, да, го имам и тој формален дел, меѓутоа секогаш сакам да чепнам и така некој едукативен дел, а проблемите во оделението, имавме една таква родителска средба во која што имаше навистина голем проблем, се реши заеднички, меѓутоа индивидуалните проблеми со учениците ги решаваме индивидуално со родителите. Пак зависи од самиот наставник како го води оделението и како на крај нели ќе се реши цел тој проблем и таа ситуација, и дали ќе стигне до педагог, до психолог, до директор и до институција што е надвор од... Јас сакам само кажам нешто, дека јас верувам дека после емитувањето на овој подкаст, дека ќе се јават многу прашања, родители од па дури еве и наши родители, слушајќи ја Бети, ми дојде помислата дека ова го зборувам од претходното искуство како новинар и знам дека ќе се појави дилемата, зошто нас не учеле како да ги воспитуваме нашите деца? Не, но целиот подкаст зборуваме дека живееме во ново време, дека децата не растат во ново време. Да се надобрз. Ке морам. Нема проблем, отворена е да некако ке морам. За нив е непоимливо, несватливо, како ние ќе ги едуцираме новите родители. Како да бидат родители. Како тие да бидат родители. Собствените деца. Како ќе ги воспитуваме, како на кој начин ќе играат емпатија, како на кој начин ќе играат правилно, ќе бидат емоционално писмени нивните деца. Затоа што една плејада од проблеми за кои што ни ги донесено, ни ги сервираше новото време, дури јас сум збуната, ајде со големата искрцкавме. Заврши 4-та. Малата ми е уште 8 деление, во најбурните години, нели?
И јас сум во Случуваат збунка, работи, да, за иако кои не пораснав сме и свесни. претходно друго дете, нели? Мгм. Така. Но понекогаш сваќаш дека не е баш така. Нели како те учеле дома, така треба да правам сега и јас. Не може. Времето е променето. Така. А се е променето. Не можеме ние... Првото правило на педагогијата е да сме свесни по секој момент дека ние не го воспитуваме детето за денешнината. За минатото воопшто не зборуваме. Го воспитуваме за иднината. Кога тој ќе биде продуктивен член во ова општество. Па замислите, не е сега да се држиме на воспитувањето, што, еве, јас сум го добила пред години. Така. Тогаш, значи, јас нема да сум подготвена за животот што се живее денес. Кога зборувавме стој неки има реакции од родителите, сега мене некој ќе ме учи за воспитување. Јас само ќе кажам еден пример. Каде оди тоа? Што сакам да кажам со тоа? Точно е дека родителите во одредени ситуации, и јас сум родител. Значи, и јас има ситуации сум имала, ајде, моето е поголемо дете веќе, каде, нели, си ги поставуваш прашањата, дали ми е ова правилно, дали постапив правилно. А родителите се грешат во новото време со сајбер насилството. Не знаат како да се постават кога нивното дете е жртва. Еден многу кратко само, значи, имаме случај, сајбер насилство, фотографии, едитирани фотографии кружат насекаде, а се случува насилство, дури и физичко насилство на девојче, тоа се случува во летен период, не во за време на училиште. Да, меѓутоа проблемот си постои веќе кај жртвата. Не го сакам тој израз, меѓутоа тоа е изразот. Си постои. Сега, во што е проблемот? Родителите сакат да помогнат, нели, да се надмине тој период, да не остави траги. И го советуваат, нивното дете го советуваат. Меѓутоа, советите, ќе ви кажам пример, за да не разберат родителите што сакаме да кажеме. Советот е, ти сега ќе седиш дома на жртвата. За да не ги иритираш насилниците, за да не се повтори насилството. Значи, едноставно, жртвата треба да се повлече, да се осами, за да не ги иритира насилниците. Тоа е од старт грешка. Родителот сака да помогне. Меѓутоа, не знаеки, прави поголема штета. И затоа треба родителите да знаат кој совет да го дадат. Како да се носат со тоа, да му помогнат на сопственото дете да го преброди овој навистина тежок период за нив. А и доколку не знаеме ние како родители, па ќе кажеме не е ниту срамно, ниту жално, ниту не знам што, да се дојде на консултација у стручните служби во училиштето. Тоа нека и да се најде вистинскиот, од нашиот подкаст, не и да го точно, да го поминеме овој период и да не останат последици, што понатаму, нели, во животот стануваат и кочници за развој. Сега, дигитална ера сме, нели? И некако не можеме да го избегнеме моментот дека нашите деца се постојано на телефони, интернет имат достапно 24/7, користат апликации, нови апликации за кои им се помош, нели, во опишувањето и домашни и собирани информации се достапни во секој момент. Тоа секако не можеме да го избегнеме, но како да ги научиме децата да бидат внимателни и како корисно со сето тоа? Еве те накажеме како наставник. Го чувствуваш ли влијанието? Сепак вашите се мали деца, но сигурно дека има влијание. Во однос на тоа, возраста на мојата, нели, возрастна група е од 6 до 10 години, до 10 годишна возраст. Учениците сега веќе кога потпораснуваат, кога беа прво, второ одделение, нема никакви групи, нема ни дозволени, некој од нив нема и дозволени телефони. Сега веќе имат групи, сите од одделението се во група, или се поделени па и само девојчиња, само машки, или само одреден круг на деца. Јас разговарам со нив, зошто ви служи таа група, па се договараме за нешто, си пишуваме што имаме за домашно, ги прашуваме на родителските средби,
знаеки, слушајки, и имав едно искуство тако. Групите не се шала. Така. Групите можат да бидат, да одат и во некој друг правец, доколку немаат контрола од самите родители. На родителските средби им го кажувам тоа на родителите, да ги контролираат овие групи, да видат што се случува, што пишуваат децата во тие групи, бидејќи имаше такви примери, мислам лично, јас не се со оваа генерација, со друга генерација, каде што во тие нивни групи беше пишувано на вистина многу вулгарни и зборови што не доликуваат на таа возраст на ученици. И вреѓање, и потребување на псовки, и смејување на некои деца. Ми ги беа пуштиле родителите скриншот што се пишува. И како тоа да се контролира? Тоа ми е сега прашањето. Нели имаше иницијативи да се одземат телефоните од сите деца, па тоа некако не е успешно во сите училишта. Па ќе кажам, не може во денешно време дете да биде без телефон. Родители сме, наставници, психолог, педагог, ќе ви кажете, изводливо е тоа некако да се реши. Да, ама телефонот, неносењето на телефон е само за во училиште, а децата имаат телефони достапности дома, па тие приказни што ги спомнува наставничката Тена, не ги пишуваат за време на настава. Да, значи тие моабети си ги прават додека се во дома, додека се во домашни услови, а и на крајот на краиштата. Високо развиени европски земји веќе се на чекор поблиску до одземањето на телефоните, да недостапноста, воопшто да немаат никаков социјални мрежи, да не се активни на ниту една социјална мрежа, да немаат пристап, нели? А и на крајот на краиштата имаме медиумска писменост, нели? Ја имаат и наставниците во поголемите оделенија повеќе се застапени. Немаат медиумска писменост како дел од програмата, кој што да препознаваат што и до каде интернетот. Тоа е на бесконачност интересот и вие не можете да контролирате од наставата, од моментот додека се децата во училиште. Како вие ќе контролирате тоа? Не постои таков механизам. Јас не верувам дека ни највисоко развиената држава со највисоките технологии може да контролира што прават децата. Така. Да, може би некаде прочитав дека постојат блокатори, дека не им дозволуваат на децата да користат интернет барем додека се за време на настава тука, нека си ги имаат телефоните во смисол на телефонските повици само. Так. За време на настава да не можат да ги користат со тие мобилните таму блокатори кои што се за мрежите. Останатото ние не можеме да го контролираме. Ние не можеме тука да ги описмениме децата. Но меѓутоа, како просветни работници, ева најмногу знам дека наставниците по македонски јазик имаат во програмата медиумска писменост и се должни да ги описменуваат децата. Децата ни растат со телефони. Хајде и ние. Да избегнеме тие. И ние растеме со телефоните и ние не сме медиумски писмени. И ние не знаеме, понекогаш се фаќам себе си како проверувам дали е вистина или не е вистина, нели? А не па едно дете кое што е пуштено таму во едно море од бесконачност на информации и на слики и звуци, да знае што е добро, што не е добро. Но јас силно верувам дека наставниците си ја одработуваат, нели, делот од програмата за медиумската писменост и барем јас секогаш велам за било кој еден проблем. Од 5 души едно дете вие да описмените медиумски сме направиле добра работа, затоа што тоа исто детенце ќе се најде во друг круг, на другарчина, на ќе биде позитивен пример, ќе биде позитивен пример. Што е со користење на дигитални алатки за време на наставата? Колку ние како училиште сме спремни за тоа? Еве, користење на функција на директор, дигиталните алатки и користењето во училиштето. Па ќе кажам, ние зборуваме генерално колку сме подготвени, а се зависи од за едно училиште од кадровиот капацитет што го има внатре. Значи колку сме подготвени. Јас верувам дека сме подготвени да го користиме. Ние имаме наставници од под 25 години, 30 години, а тие се родени во времето на телефоните. Мислам, тука некаде се. Тие цело време го живеат тој живот. Веќе го живеат тој живот. И во работата лесно можат да го пренесат, нели? Значи, ние сме подготвени за тоа. Меѓутоа,
А пак ќе кажам, како се користи, подготвени сме да ги користиме, како се користат овие алатки. Тие може да би... Јас го сакам новото време, еве да си кажем искрено, јас ги сакам сите тие алатки што ни стојат на располагање, а мене ми треба информација. Ја добивам веднаш информацијата. Сите Кога ги користиме. сите ги користиме и треба да ги користиме, меѓутоа треба да ги научиме децата што е правилно, што е нивна злоупотреба. Значи како, јас пак се навраќам на родителите. Како ние ги користиме, така и тие ги користат. Ако цел ден ние седиме и пишеме коментари, без да внимаваме на зборовите кои ги користиме, и да не се повикуваме на слободата на говорот, ние имаме сите слобода на говор. Сите имаме слобода да напишеме. Меѓутоа, обврската е да внимаваме што пишуваме. Значи, како ги користат учениците, зависи од дома. Во училиштето, локаторите, што Стојне рече, јас мислам дека не се решени. Еве нема да ги користат 4 часа. Телефоните. Меѓутоа, по излегување од училиштите, ние треба да ги научиме дека не служат за да ги користат да му наштетат некому со тие скриншотови. За жал, новите генерации, кога разговарат, еве ние сме седнати на кафе и разговараме кај сме биле, што муабет сме правиле со некој, а новите генерации на родители. Јас децата, ќе кажам, децата се она што сме ние. Новите генерации на родители, знаете како кажуваат кај се биле, еве што ново научиле или... А не се маче што со муабет скриншот. Еве што ми рече Тена, еве што ми рече Стојне. Скриншот. Така комуницираат. Новите родители, млади родители, значи комуницираат со испраќање скриншотови од нивни разговори, еве со мене, со Стојне, со Тен, пример, нели? И што очекуваме од децата. Каде е таа вистинската комуникација? Не само вистинската комуникација. Колку лесно ние не ни помислуваме, чекај, мене тоа ми го пише Тена. Зошто јас ни го, нели? Па тоа, вистинската, таа искрена веднаш комуникација. скриншот, види што ми рече. Тоа го прават младите родители и тоа го кажува, не го претпоставувам од искуство. Така се комуницира. На крајот се приближуваме на крајот. Мене ми е многу убаво да се разговараме и дискутираме на таа тема и како што каже Стојне, еден родител, нели, да направи промена во своето однесување и тоа да се одрази на неговото дете, ние ќе бидеме срекни. Што не наведува на крајот од се? Што прво треба да се промени, да се направи промена во семејството, училиштето или целокупниот систем? Колку што јас разбрав, ние родителите прво треба да се смениме. Мојот став е тој. Мојот личен став е, родителите треба сосема да го сменат начинот на воспитување на своите деца. Вредностите кои ги вградуваат во нив, кои се тие вредности по кои нивните деца ќе им бидат водилка. Ќе растат и нели ќе станат возрастни луѓе. Што ќе биде за нив? Успешен човек. И тука ние име дилеми што е успешен човек. Ако родителот ако разговара, тој има најскап автомобил, најскап телефон, тие се вредностите што ги создава кај неговото дете. Значи, ако велиме, тој човек е добронамерен, тој човек е умен, работи, на работата се дава, цел се дава на работата. Тука е секогаш кога ти треба. Успешен е во оваа сфера, во друга, и нивните систем на вредности ќе биде сосема друг. Значи, јас сум прво за родителите, воспитување на родителите, а со самото таа и децата ќе бидат различни и нормално системот што ние заедно го правиме. Така. Тена како наставник, твое мислење, дали училиштето денес повеќе воспитува отколку што образува? Постојано сте со учениците. Имате потреба повеќе да ги воспитувате или да ги научите на нешто? Наставната програма е многу обемна, значи соочени сме со огромна наставна програма. Неадекватна, еве ова година 4-то одделение завршувам.
неадекватна за таа возраст на деца. Децата се стварно така е, пренатрупани се со многу материјал. Сето тоа да се предаде, да се објасни на убав начин, бидејќи самите учебници се напишани, се направени на некој стил кој што не е баш адекватен за таа возраст на ученици, така да големата работа е на нас наставниците, сето тоа што е во учебниците да го прилагодиме на нивна возраст. Така да голем дел од престојот во училиште се губи на тоа, нели, Така, да. на образованието. Меѓутоа, воспитниот дел можем да кажам пак и можеби индивидуално од наставник до наставник има каков е самиот наставник. Јас посветувам внимание посебно на часовите по општество, историја и општество, кога се обработуваат некои такви теми. Нас имаше такви сега и оваа година, например, и ланските години имаше некои такви теми. И баш така опширно разговаравме за тоа. Секој индивидуално тоа може да си го каже, да. Така, да. Меѓутоа, навистина, наставниот материјал е многу обемен за тие возрасти на деца. Тена, тоа какви се учебниците и наставниот материјал, мислам дека е една посебна тема на која се надевам дека повторно ќе дискутираме во иднина. Стојне, за крај, тебе да те прашам, какво образование сакаме да имаат деца? Твое видување? Вака, образование не би сакала да го земам приматот на колешките кои што длабоко се повеќе навлезени во образовниот процес. Да, во образовниот процес јас само сакам да кажам една работа, дека овие нови генерации, ние колку и да им се лутиме, ние сме креатори на тие нови генерации. Овие нови генерации им донесе многу анксиозност, многу панични напади, многу емоционална неписменост. Децата не ги познаваат основните емоции, не ги мешаат најчесто со чувствата, не прават никаква разлика, не знаат што е емпатија. Имаме ете примери на инклузивно образование. Од дома родителите воопшто немаат никаква поддршка, затоа што тие како единки, како деца, разбираат емоцијата, ја примаат емоцијата и знаат по некојаш на правилен начин да ја вратат емоцијата, но пак ќе кажам, ние сме тие кои што ги креираме тие деца и кога ние ќе креираме ни здрави деца, деца кои што нели секој вечерва си ја бранеше неговата област, јас ќе си ја бранам мојата област и само ќе кажам дека ако едно психички стабилно дете, ова не значи дека за лабилноста овдека спаѓаат состојбите, нели, далеку од тоа ми е мислата, дека ако едно зрело дете, созреано дете, кога ќе знае кога е нападот, кога е вербалниот напад, кога треба да заплаче, а кога треба да подголтне, и ќе создадеме една храбра, силна личност, нели, ќе знае да се избори со секаков предизвик понатаму и во училиштето, па и во животот, ќе ја научи најсилната лекција. Јас силно ги охрабрувам навистина наставниците да си ја работат својата работа, но и да ги почитуваат децата, да знаат да им го слушнат гласот. Наставничката почна со една навистина силна реченица дека ни доаѓаат деца кои што веќе имаат познавање, значи веќе имаат знаење, не се како генерациите нашите кои што прв пат слушавме тогаш што се случило таму, па и на картата да ја покажат. Сега деца од 3-4 години веќе имаат основни познавања, некакви и на биологија, и на географија, и на историја, и само тогаш сметам дека ќе создадеме деца кои што понатаму ќе бидат здрави носители во општеството, а родителите, и со Бети се согласивме на неколку пати вечерва, ќе си ја сносат одговорност. Како што сите ние чинители во општеството сме должни и си ги сносуваме нашите должности, нека да ги должиме да ги отчетеме, така и родителите.
Не можете вие да очекувате, ако зборуваме за насилство, да не можете да го казните еден родител, да не можете да му напишете казна на родителот, да знае дека основното... Апсолутно ја се надевам дека сите ние, чинители, и тука се и центрите за социјална, тоа е една плејада на институции, сите заедно кога ќе пристапиме соодветно на проблемот, ќе го решиме. А ако постојано го подбутнуваме под теписот, ние ништо не сме решавали. Ние секој завршуваме работа на Мери, па на Бети ќе завршиме работа утре. И ние да родител проблем, па ќе скриеме уште едно дете. Нема да се носи одговорноста за неговото дете ако навистина направи проблем. Не сум за секој еден проблем да се става, да се вади на виделина и да се зборува по медиуми и да се злоупотребува секоја случка и секоја детска кавга и од секоја детска кавга да се прави фама. Но меѓутоа сум за навистина ако детето ти пројавува некакви девијантни однесувања, дека ти како родител треба да се сносиш последицата. Точно. Да се знае, детето треба да знае и своите права, но и своите одговорности. Да. И родителот. И родителот, така Да. е. Јас ви благодарам на овој отворен, искрен разговор. Па ќе кажем, се надевам дека ќе направиме промена во општеството, со таа намера ги правиме сите мои подкасти и разговори. И еве како одговорен водител, нели, јас имам своји обврски, сакам да ви дадам поклон. Имате ваучер од Горан Пандев, стои не подели на таму на гостинките. Којте не? Благодарам. Еве, да си се почастите со убав ручек и секако Благодариме на поклонот. Горан Пандев и вам. Здрави, После може да после ќе ги дадам и не мора другите, да нека торбите стојат каде. овде, секако има за сите од тие поклони. Па ќе кажам благодарам за овој убав разговор и се надевам дека во иднина ќе разговараме пак така убаво опуштено некоја наредна тема. Еве начнавме со тена еден убав разговор околу образовниот процес, што пишува во книгите, колку децата всушност го разбираат тоа што пишува, но тоа за во иднина, во некоја наредна емисија. Ви благодарам. Ти благодариме. Благодариме. Благодарам и на вас за вниманието со кое не следевте и се гледаме наредната емисија.